Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение. Вечерва ќе имаме емисија во која ќе ги поканиме гледачите да земат учество со своји коментари. Што би било темата? Предлог од моја страна, значи нема цврсто да ви наметнам тема, само подоцна ќе имате можност со телефоните после прилогот. Може би прилогов и ќе ви го пуштам неколку пати. Имено добив едно писмо од еден човек кој, знаете дека денеска многу популарни, ваши почитувани фаци, вака ве мафтаат и ви век, земете брзи кредити. И многу ми не земаат, зашто доверлива фаца, некој еминентен и што ти ја знам, нели? И така да се појавија навистина безброј такви кредити. Обично се луѓе земаат така, што се вика, од 100 евра до 1000 евра, тука е негдека да закрпат некоја дупка, па додека да стигнат. Бидејќи, за жал, во нашава мизерија од живење, каде што, нели, ние сушиме, лажеме цела планета дека имаме 500 евра плата, ние имаме далеку помалце примања од тоа. И што се толку минимални и мизерни нашите примања, туку работата е на народот, да речеме, на работничката класа. Туку нередовни се. Како би отворил тема за неделна плата, жи се, нашиве мизерни плати би ни биле подобри, кога би ги примале неделно. Ама тоа е космичко неразбирливо, како што е на Запад. Например, Англија и Соединетите држави и Канада, тоа е, платата е неделно добиваш, во петок попладне, многу подобро и за планирање и се. Не се. Значи вака, добив писмо. Разговарав со човекот, му се јавив. Имено, он е татко на дете со специјални потреби. Не е тоа мало дете, повозрасен е и обично такви кредити им се потребни, знаеш, да дозакрпат дополнителна опрема за мобилност. Не е ни битно зошто. Разговарав со него и ми ја раскажуваше состојбата. Многумина често го прават тоа, нели, Јанко, да ти се јавам, да ти кажам, па да кажеш во емисија. И искрено да ви кажам, не можам, вашето сведоштво, па кажано и на најлош начин, е многу посилно од што јас со цела драма и театар тоа да го направам. Верувајте ми, колку и да сум актери, керефеки и така натаму и имам некоја динамика. И сепак се договорив, го замолив човекот, сними неколку аудио фајлови. Самиот ми рече, вика, Јанко, не можам, вика, ќе се стопам уживо. Значи, он е еден од оние луѓе кои не можат да се јават во живо во емисија. И го разбирам. Има многумина такви. Нема тука кој е похрабар или кој не е. Кој во даден момент, кој знае да плива, плива. Кој не знае да плива, нема што да му замераме. Може би добро трча. Не е важно. Човекот ми испрати неколку аудио фајлови, значи, како му доаѓало мислата, бидејќи не сме сите елоквентни, како му доаѓала мислата за себе ова да го образложи, ми ги испрати фајловите и јас ги спои во една целина. Морам да признам дека далеку подобро изгледа од што неговата трема. Ја му заблагодарувам, он ќе ви се представи и со име и со презиме и ќе ви ја објасни ситуацијата. Мене ме загрижи тоа што он што ќе ви го објасни, а после ќе го потенцирам, затоа што многумина луѓе земаат брзи кредити, но постојат одредени ризици. Мене ме интересира во почетоков на емисијава дали има уште некој како него
кој го доживеал тоа, бидејќи се работи за сериозен криминал во кој не може никој ништо во државава да направи. Просто ми е неверојатно и би сакал да ги слушнам вашите мислења и сведоштва, затоа што, верувајте ми, знам кога ќе кажат, кој им е крив? Не. Верувајте дека луѓе ова го прават не од луксус, туку од очај. Дека кога ќе ги изиграат, тоа затоа што се наивни. Не можеш да се ситиш на туѓа наивност. Значи, ве молам, после ова, ако коментирате, коментирајте ако имате свое искуство, ако имате совет, и ве молам, без цинизам, затоа што се работи за обични граѓани и луѓе кои се како вас, како нас, а сите ние сме на раб, на банкрот, рамно една плата. Една плата да ни задоцни, ние сме неспособни. Ние не можеме да ги платиме сметките, ние мораме да правиме, за жал, дури и криминални дела. Не знам што да кажам друго. Одиме со сведоштвото на измамен граѓанин за брзите кредити. Режија, имаш тон на мојот компјутер, се надевам? Добро, пуштаме. Здраво, Јанко. Се јавува Зоран Илиевски, родител на дете со церебрална парализа. Сакам да кажам една работа околу финансиските куќи или познати како кеш кредити. Работат на принцип со лично појавување и лична карта или онлайн се јавуваш преку мобилен, кажуваш податоци, матичен број, име и презиме. Токму тука е проблемот на мојот син. Него му се искористени податоците од личната карта од други лица кои на таков начин имаат земено 3 кредити. Тоа оди вака, финансиската куќа им кажува колку би можеле да добијат кредит, они одат, например, во продавница за техничка роба, оттаму набавуваат во истиот износ телевизори, шпорети, фрижидери. Продавницата потоа ја испраќа фактурата до финансиската куќа, која пак ја плаќа фактурата, а после тоа од продавницата робата им ја носат на измамниците на лажна адреса. А за кредитот се задолжува мојот син. Само за едниот кредит во износ од 75.000 денари, каматата за 2 месеци изнесуваше 34.000 денари, или за 3 кредити мојот син е измамен за 3.500 евра. Јавивме во единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје на 26.11.2021 година. Пред некој ден од таму ни рекоа дека се уште немаат добиено одобрение од јавното обвинителство како би можеле да влезат во тие финансиски куќи и направат проверка и евентуално ги откријат сторителите на ова тешко кривично дело. Исто така пријавивме во Агенцијата за заштита на личните податоци и од таму само креваат раменици. Изгубената лична карта на мојот син е огласена во службен весник број 19 страна 1 на 27 јануари 2022 како неважечка. Меѓутоа, во компјутерите на овие финансиски куќи неважечката лична карта стои како да е важечка. Поентата ми е дека овие финансиски куќи дозвола за работа добиваат од Министерството за финансии, кое подхитно треба да го смени начинот на работа на овие финансиски куќи, кои за да можат да дозволат земање кредит, треба да го бараат да се појави лично носителот на личната карта и да кажам дека вакви измамени луѓе има во цела држава и во голем број.
Надевам дека со ова мое презентирање на целиот настан ќе допринесам за прекинување на ваквото работење на овие финансиски куќи и дека веќе ќе нема измамени граѓани на ваков начин во нашата држава. Благодарам, Јанко, што ми дозволи во твојата емисија да ја раскажам нашата мака. Може би и ова треба да го кажам. Значи, ние на 22 ноември, после првиот кредит, кој што го добивме, а не сме ни побарале кредит, него тој е кредит од измамниците, пуштивме имейл по сите финансиски куќи за лицето НН со број на лична карта тој и тој, матичен број тој и тој, да не издаваат кредит, бидејќи личната карта му е изгубена и му се злоупотребува. Меѓутоа, што се случува? Веќе на 26 ноември ние добиваме повик од Јуте кредит дека е издадено дека е даден кредит од 75.000 денари и како претходно што кажав, каматата за 2 месеци беше 34.000. И на 11 декември издаден кредит од финансиско друштво СН, така се вика, каде што беше издаден кредит од 41.000 денари, а со камата негде изнесуваше 56-57.000 денари. Сакам да потенцирам како може Министерството за финансии да дозволи овие финансиски куќи да работат на ваков начин. Сите знаеме во државата дека за да добиеш кредит валиден во Стопанска банка, Комерцијална банка, НЛБ банка и било која Халк банка, мора лично да се појавиш, 5 пати ќе ти ја снимаат личната карта, 5 пати лично ќе се појавиш, за да можеш да добиеш кредит. Како може на овој начин да се дава кредит и толку граѓани во државата да бидат измамени? Ова не знам. Не ми е јасна оваа работа, ситуација. Катастрофа невидена. Океј. Мислам дека е доволно јасно и ја би ја замолил режијата ако може да ги уклучиме телефоните. Ја навистина не знаев каква е оваа ситуација, у живот не сум земал брз кредит, ниту имам намера. Разбирам, има ситуации каде што пазете малце со, нели, ако ги коментирате. Размислете дека може би некому му требало за лекови, може би некому му требало, немало од кого да позајми, може би било итна ситуација, може би требал да купи кислородна поддршка, нели 2 години имавме, може би во болница, за болнички трошоци. Значи да не судиме и да не ги осудуваме, бидејќи не знаеме. Нели? Да не викаме дека се било за комари и така натаму. За комарџиите они си го тераат животот и така натаму. Не е ова само за нив. Нели? Затоа што понекогаш овие процедури се, како што кажа и самиот гледач, многу тешки,
знаете како тешко се добива кредит во банка. Па човече, уште што не треба, отисок од прст, од ирис, не знам од ова, од дона, хипотека од куќа, мајка, татко, роднини, жиранти, 300 чуда ќе ти изнаправат сите проверки и е многу строго кога му ќе му го дадат, нели, кредитот. Многу тешко се добиваат кредити, а овие се добиваат многу лесно. Ја би ве замолил, дали има други вакви измамени? Какво е вашето искуство? Дали е слично? Дали сте реагирале по институции, по организации, не знам, обвинителство, полиција и така натаму, и какви ви се одговорите? Дали сте пробале нешто адвокатски? Дали сте стигнали и на суд? Така што имаше коментари на ова нешто кое што викаат, луѓето вика, ма не им плаќај. Знаете што е интересно? Што кога ќе те дадат на суд, судот суди у нивна корист. Затоа што искача таму не доаѓа, тој што ти го дал кредитот си испраќа адвокатска куќа. И правно е покриена целата работа. Не ме прашујте како, ова едноставно толку онака минимално го познавам цело ова. Но, слушам дека телефонот звони, не знам дали има некој на линија. Имаме. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер, Енко. Добро вечер, повелете, не мора се представувате. Ако имате сведоштво некој за темава, со интерес. Имам сведоштво и то најново сведоштво од денеска. Повелете, слушам. Има осигурање, животно осигурање уплатено пред 1 година. Годишно плаќам 35.000. И му се јавувам денеска таму, вели, не, парите не ви се, на осигурањето, вели, не се добијани. Барајте го проблемот кај банката, вели. И јас се чувам, уплатницата ја чувам и ми рекоја утре да одам во банката да ми дадат потврда. Да ми дадат потврда. Добро. И сега не знам, како да ти речам, немам Ама чекај. поверење, немам... Не, ама ја не ве разбирам. Нити пари ви се земени, нити ви се одземени, едноставно. Ова е нека администрација. Овде збориме... Јас се чувам уплатница, платени ми се. Чекај, ама дали слушавте што му направиле на човеков? Слушнав, да. И па, има ова некаква врска со вас? Добро, ова нема врска со кредит, не е кредит, ама поврска е со финансиите во банката. Ајде, може е некоја грешка, па ќе биде исправено, фала што се јавивте, не се секирајте. Ако банката завршила работа, банките се прилично доверливи, ете, да се смирите. Поздрав, фала што ни се јавивте. Дали имаме друг гледач на линија? Не. Океј, ќе почекаме малце. Ќе го пуштиме ова сведоштво уште еднаш. Може би некој ќе се охраби, но ако ништо друго, пишете ми. Не морате на мейлот, можете и на Facebook, на Messenger, можете, не знам, да, мейл и Messenger, тоа е тоа. Или на Twitter, порака, ама не верувам дека Twitter живе. Човекот во сведоштвото, кој ви се и представи самиот, рече дека има многумина вакви, па еве да видиме дали некој ќе се осмели да проговори јавно за ова, какви се неговите искуства. Видете, вашето искуство можеби ќе биде некого, нели, сите сме во тешка ситуација, па и дури јас сум помислувал да земам ваков кредит, после ова, искрено да ви кажам, а гледате какви наши, па дури и мои колеги водители, нели, онака, шерецки ви се смеат, земете кеш кредити. Не, фала. Водители што лапаат и по 300.000 евра од влада. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Имаме сличен, не е сличен, подруг проблем. Јанко, ме слушаш? Ви реков дека ве слушам, ви реков добро вечер, повелете, говорете. Јас проблем ќе кажам од син ми. Тој работеше на фирма за кикиритки.
за пржење и печење. 30 вработени беа таму. Имаше инвалидско друштво, се водеше и инвалиди имаше таму и здрави луѓе. И таа, за да и тргнела фирмата, не знам шо, на сите 30 вработени му зеде кредит, тие да го зема кредито, а таа да го плаќа. Ова беше 2007 година. И го зедоја кредитов, плаќала таа само каматата колку што плаќала до 2013 година. Од 2013 ни се јавува да платите камата за кредитот. А стварно кредитот сино го зеде. Не велиме, ние тоа не го порекнуваме, ти не. Ама тоа беше, било ете со измама. И ние одевме и в банка, и внатрешни ни пријавувавме. Газдарицава сето го признаваше тоа. Одеше и насуд беја, вика, јас ќе си го плаќам. Дури одеа насуд по 3000 пушташе на кредитиве. Осем ко заврши тоа, оти судо еве ќе ви плаќа. И ко заврши тоа, заврши плаќањето. Само 3 месеци. И по 5000 сите зедоја, значи синов 5000 изеде кредит, а ние од джеб си го дадовме 8000 евра кредит. Со се камата. Мораше да ги исплатиме. Оти беше директорни учесник, ама за други беа парите. За газдарицата. А тука и инвалиди има, синов мој е здрав, а та ми е роднинска врска, мене ми е прва братучера. Добро, да не идеме во тие детали. Ако сакате, вие идете и со име и презиме, ама тоа ќе биде на ваша одговорност. Ма ичта, цел град ја знае, јас се јавувам од Пиреп, ич не ми е стран мене. Си извинувам, повелете, говорете, не се мешам. Ако речам јас, не се мешам. може 300 души има заглавено. Не се мешам, не знам, окей? Како ќе кажете вие? Ништо не знам за тоа. Значи, кажувам, ова ми се случи лично нас. Так. Што и се случи неизе? Откако заглави 300 души? Ништо, фирмата и е зедоја, кујчата џоп од хипотека, ама се уште си седи во кујчата, шо пре како, во банки ве одевме, јас му викав, луѓе, како можете, па тогаш 6000 земаја плата, на 6000, 5000 да му давате кредит. А таа го правила, то не знам, документи, сето незино направено. Таа го правила како во 2007, како да земале 40.000 плата. Дали ја тужевте? Не бевме добро ситуирани за да ја тужиме, ама е пријавивме внатрешни. За измама. Добро. И сите вработени ги викнаја, ама та делово го признава и вика, јас ќе си ги платам кредитиве. И ништо. Дури одеа насуд по 3000, еве ви кажувам, плаќаше, тоа заврши, сето заврши, ние си плативме на крај 8000 евра. Ете, така. Баш ми е жал, ви благодарам за вашето јавување и за вашето сведоштво. Ако беше тоа се, благодарам. Пријатно. Морбидни работи, што да ви кажам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ние сме? Да, вие сте. Ве слушаме. Не гледам на телевизорот. Сакате да разговарате со телевизорот или со мене? По телефон? Со Јанко. Епа, цвртете се од телевизорот, стишете го тонот. Јас сум Јанко, повелете, во програма сте. Јанче Чопреш, здраво живо. Здраво живо, повелете. Најомилен водител ми е мене, Јанче. Мило ми е. Повелете, зошто се јавивте? Најомилен. Фала. Зошто се јавивте? За со ВИП зволиме, со ВИП. Здрав и жив да ми сите гледам, го намалив тонот. Само идет за ВИП да изборува. Што сака? Идет по 15 пораки, сте префалали кредити, она топлата по 200 денари, по 300 бројој. И ја плаќа по 400 денари, не по 410 луѓе, по 404.000. И ја бројаве ги бара и секој бројот не постои, ти велите. Јас си плаќа по 4.000, по 5.000, а бројот ви не го дават.
И ајде сега кажете чаре. И си плаќа по 5, 2 години, 3. Се разбираме? Да, ве разбирам, немам што да кажам друг. Од агенцијава, не смеме број да го дајме. Некоја искреност, што зна доверливост. А јас си терам 4.000, 5.000, секој месец. А ја има претплата 800 денари. Јас си тера 2 години, 3 и нема чаре. Чаре немат. Сте го дале некому бројот вие? Не ги дават бројове. Ја звона на бројите, ти кажуве не, пред бројот не постои. И си плаќаш ти по 100 евра. А зошто плаќате 100 евра? Не, тоа не разбрав. Зашто плаќате 100 евра? Јако фала на... Не ги дават бројот, ја им звонат и вели бројот е непостоечки. Зашто? Чив број непостоечки? За овие за брзи кредити? Имам ја 100 број во телефонот. Им звона ја на сите. Ама ви ти вели вака, ви благодариме на дополнување на сметката на тој и тој број, вашиот випи, толку е мабетот. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. За жал не го исклучивте телевизорот, ве разбирам, ама ајде 20 години ми е истата реченица. Значи, ние, јас, ни гледачите, ни екипата не разбравме зошто плаќате тие пари. Дали е тоа брз кредит или се. Размислете уште еднаш, може повторно да се јавите. Добро вечер. Значи, темава е за кражба на вашиот матичен број и личната карта и истата за користење брзи кредити кои не сте ги побарале, не сте ги земале. Најверојатно ќе морам, ајде уште едно-две јавувања и уште еднаш да го пуштам сведоштвото на човекот, па можеби некој ќе се препознае. Но добро, ова е пак на некој начин во темата тие финансиски превари што ви се случуваат. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Значи, вака, јас ќе кажам едно друго сведоштво. Значи, не е поврзано со кредитите брзи. Директно кражба од мене, него на моја адреса. Добро. Значи, тоа се случува пред 10 години. Значи, на моја адреса се јавува лице кое што должи пари на кредит и постојано пристигнува, значи, опомени од страна на банката, дека лицето должи пари, лицето, значи, по име и презиме е некој непознат, адресата е мојата. И сега што се случува? Значи, се јавувам во банката, го јавувам случајот. Добро. И им кажувам дека на моја адреса се води друг човек кој што должи. Значи, сега не знам која сума е, но сепак беа, не знам, 1000-2000 евра. Добро. И тоа така е примено од нивна страна, во ред ќе постапиме. Нареден пат стигнува уште една опомена од друга банка. На ваше име или на ваша адреса? На моја адреса стига со друго име и презиме. Значи, типот си зима кредит од друга банка. Пак пријавам, значи, за случајот и трет пат веќе доаѓа извршител на врата. Адвокатско друштво, не знам, со 3-4 имиња од тие ценсирајските. И господине, вие ли сте? Тој викам, не сум, викам те, кој ви треба? Тој и тој, сега да не го наведам, не знам како му беше името. Добро. И вика, на ваша адреса, лицето тоа и тоа живе. Викам, не, викам точно, викам, еве, викам, лична карта, имотен лист, викам, на оваа адреса никош нит живел таков човек, викам, нит, па сум го купил од него станот. Прв, значи, сум собственик на станот. Добро, во ред, вика, ќе видим, они ќе постапат по службена должност, ја умеѓу време, значи, у полиција пријавам. Полиција доаѓа, значи, на терен гледа дека имотен лист наше станот се е во ред. Проаѓа некој време, ете на мојата адреса повторно стига опомена, но сега за друго лице. Значи, женско во случајот. Сега не знам дали се во роднинска врска луѓево. Леле, човече, се ежам како ми збориш. Да, продолжи, тоа е научна фантастика. Сега кога го гледам јас, значи,
веќе извршител, значи втор пат доаѓа извршител. Гледам дека женскава всушност зима некој кредит од Данхоч, компјутери беше лаптоп, не знам сума која беше, и гледам дека типка е вработена у некоја си компанија Fashion Group. Таа Fashion Group мене многу ми се слуша у последниве години, мислам дека учествува и во Рамстор, во Карфурот беа некои менаџери или како беа, сега не ги знам нивните врски. Ама се до тоа некако тој Fashion Group ми звучеше дека е некоја игра тука у случајов. Значи шо фигурира тој име на многу такви пропали фирми, сигурно е некоја шема за да таа извади лична карта, значи таа извади и муж ли е, шо е тој пријател, швалер, на моја адреса, значи тоа мора да е поврзано со МВР. Сега после овие афери со Ама лажни чекај малце, ќе те оставам овакво. Слушај, нешто слично имам. Мојот покојен татко почина 2000-та година. Бог да го прости. Бог да го прости. 2017-та, како се менува власта, почнува да ми стигнува некаков имотен лист да плати данок за некаков си стан у Охрид. Татко ми нити у Оставинска, нити сум добилци, почина човекот без таков стан. Он може би таму имал у 70 години некаков стан, или што ти ја знам, ово она. И сега, ја им напишав јавно писмо, бидејќи нема фидбек, им викам, си во пле. Да, на оваа адреса, точно, ама не сум ја, они мислеле Јанко Живко Илковски, Живко Јанко Илковски. Постојано сум името на дедо ми. И викам, значи, ја бев многу спокоен ако ми дојде извршител на врата, затоа што ќе го однесев на парцела у гробишта. Знаеш, па земете му, нели, имате негова лична карта, има негов матичен број, блокирајте му сметка, земал пензија човекот. Разберете се вие. Ја не сум у наследството. Значи, ја не знам зошто си насекиран. Чим ти немаат лична карта и матичен број, не можеш ти да го имаш долгот? Да, мене не ми беше случај долгот никако поврзан, ни со сметка, ни со матичен, но проблемот е што на врата ти доаѓаат извршители. Значи, доаѓаат за две лица кои што не ги познаваш, а тврдат дека живеат на твоја адреса. И сега, не дай Боже, утре убиство некој ќе се деси, ќе утепаат некој човек, ќе рече ти криеш овие убици. Значи, тоа со МВР дека издава лични карти, нели сега со аферата што беше со пасош, викам, значи не е проблем они извадат лична карта на моје име. Најпроблем е, знаеш ли што е штосот? Па тоа збореше човекот у сведоштвото. Ти ја земат личната карта, твојот број, и на неа, на тој број, ќе земат, ќе купат, например, не знам, од Нептун ќе купат телевизор. Така. Ти текнува? Али тоа, знаеш како го прават? Не, слушни го сведоштво. Сега после твоево јавување, слушни го сведоштво. Значи, го слушнам со внимание. Значи, ако ти си земал брз кредит за 50.000 денари, они земаат за 50.000 за истата сума, земаат, нели, на твојата лична карта и ќе си купи телевизор. Да. И после тебе ти доаѓа уште еден кредит 50.000, од кај сега ова? Нити си потпишал, нити ништо. Како отишло, појма немаш. И пази, сега, во моментов сега прават така, порано не беше така. Сега во моментов го прават това и знам дека има повеќе и мислев дека ќе се охрабрат во овакво, ама ова е уште пострашно со вашиве сведоштво што ви се деча. Ова е хорор, бе, човече. Ова е хорор. Искрено да ти кажам, да има здрава мафија, еве, да сме на Сицилија у мафија, така? Да. Си земал од мафија и дужиш на мафијата. Так. Не може втор да те задужи. Знаеш што ќе му се деси? Знаеш ли како си ги чуваат своите должници мафијата? Како родени деца. Значи, никој не смее да го пипне мојот должник. Пази, тоа е код на мафијата. Тој мене ми дужи пари. Ја ќе се разберам како он ќе ми се одужи. Ама ти да дојдеш да го пипнеш, па тоа е моја инвестиција, бе, човече. И знаеш како си ги бранеле? Пази, ги заштитувале. А овдека, ова е морбидно. Ова е филмови само да се прават. Толку не сакам да дужам, нека кажуваат луѓето што има други. Ти благодарам и сочувствувам со тебе. Поздрав.
Поздрав, пријатно. Имаме сега или да го пуштам сведоштвото уште еднаш? Ало, добро вечер. Доцна се вклучив, може би ќе избега малце од темата, ама ова морам да го кажам. Бидејќи не знам колку сте во текеве, нека биде запознаена и јавноста. Имено за децата што патуваат на брод, им треба медикал тест. Авторизирана установа за Скопје за Норвежијан Марлин тест е Неуромедика со доктор Емил. Се јави во регионот Бугарија 300 евра, Хрватска 300 евра, Србија 250 евра, Грција 300 евра, Неуромедика 500 евра. Прашувам, зошто е 500 евра? Во што е разликата? Печатот е ист, авторизацијата е иста, тестовите сте исти, рентгенот е ист, све е исто. Нормално објаснување нема, скапи му се трошковите на доктор Емил и уште ако го налутиме, ако може да качи, пошто има монопол. Уште еднаш, сумата колку? 500 евра. 30.000 денари, која ќе се јавите тамо, значи се јавувате во Србија, ви викаат во Белград, доđite kod nas 250 евра, долазите у 8 ујутро, у 11 сте готови. Дочи ćemo. Се јавувате у Бугарија 300 евра, Хрватска, Дубровник, Сплит 300 евра, кажавте, ве Грција разбравме. 300 евра, да. Ви благодарам многу за јавувањето. Сосема е друга темата, па еве за сите што подоцна се вклучија, одиме уште еднаш што ми беше иницијалната тема за вечерва, измами на граѓани, финансиски измами на граѓани преку брзите кредити. Слушајте внимателно. Трае околу 6 минути. Здраво, Јанко. Се јавува Зоран Илиевски, родител на дете со церебрална парализа. Сакам да кажам една работа околу финансиските куќи или познати како кеш кредити. Работат на принцип со лично појавување и лична карта или онлайн се јавуваш преку мобилен, кажуваш податоци, матичен број, име и презиме. Токму тука е проблемот на мојот син. Него му се искористени податоците од личната карта од други лица кои на таков начин имаат земено 3 кредити. Тоа оди вака, финансиската куќа им кажува колку би можеле да добијат кредит. Они одат, например, во продавница за техничка роба, оттаму набавуваат во истиот износ телевизори, шпорети, фрижидери. Продавницата потоа ја испраќа фактурата до финансиската куќа, која пак ја плаќа фактурата, а после тоа од продавницата робата им ја носат на измамниците на лажна адреса, а за кредитот се задолжува мојот син. Само за едниот кредит во износ од 75.000 денари, каматата за 2 месеци изнесуваше 34.000 денари или за 3 кредити мојот син е измамен за 3.500 евра. Јавивме во единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје на 26.11.2021 година. Пред некој ден оттаму ни рекоа дека се уште немаат добиено одобрение од јавното обвинителство како би можеле да влезат во тие финансиски куќи и направат проверка и евентуално ги откријат сторителите на ова тешко кривично дело. Исто така пријавивме во Агенцијата за заштита на личните податоци и оттаму само креваат раменици. Изгубената лична карта на мојот син е огласена во службен весник број 19 страна 1 на 27 јануари 2022 како неважечка. Меѓутоа, во компјутерите на овие финансиски куќи неважечката лична карта стои како да е важечка. Поентата ми е дека овие финансиски куќи дозвола за работа добиваат од Министерството за финансии,
кој подхитно треба да го смени начинот на работа на овие финансиски куќи, кои за да можат да дозволат земање кредит, треба да го бараат да се појави лично носителот на личната карта и да кажам дека вакви измамени луѓе има во цела држава и во голем број. Надевам дека со ова мое презентирање на целиот настан ќе допринесам за прекинување на ваквото работење на овие финансиски куќи и дека веќе ќе нема измамени граѓани на ваков начин во нашата држава. Благодарам, Јанко, што ми дозволи во твојата емисија да ја раскажам нашата мака. Може би и ова треба да го кажам. Значи, ние на 22 ноември, после првиот кредит, кој што го добивме, а не сме ни побарале кредит, него тој е кредит од измамниците, пуштивме имейл по сите финансиски куќи за лицето НН со број на лична карта тој и тој, матичен број тој и тој, да не издаваат кредит, бидејќи личната карта му е изгубена и му се злоупотребува. Меѓутоа, што се случува? Веќе на 26 ноември ние добиваме повик од Јуте кредит дека е издадено дека е даден кредит од 75.000 денари и како претходно што кажав, каматата за 2 месеци беше 34.000. И на 11 декември издаден кредит од финансиско друштво СН, така се вика, каде што беше издаден кредит од 41.000 денари, а со камата негде изнесуваше 56-57.000 денари. Сакам да потенцирам како може Министерството за финансии да дозволи овие финансиски куќи да работат на ваков начин. Сите знаеме во државата дека за да добиеш кредит валиден во Стопанска банка, Комерцијална банка, НЛБ банка и било која Халк банка, мора лично да се појавиш, 5 пати ќе ти ја снимаат личната карта, 5 пати лично ќе се појавиш, за да можеш да добиеш кредит. Како може на овој начин да се дава кредит и толку граѓани во државата да бидат измамени? Ова, не знам, не ми е јасна оваа работа, ситуација. Катастрофа невидена. Благодарам уште еднаш режија што го пуштивте овој прилог. Ходиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете, во програма сте. Мислев дека имаме некого на линија. Имено, ова е аудиото, ова е сведоштвото на гледачот кој го пуштивме на почетокот на емисијата. Нели, се работи за измамување преку брзи кредити и ме интересираше, бидејќи бев навистина шокиран од начинот на кој тоа го прават, но уште повеќе од шокиран од па не знам што да кажам, ми се чини дека институциите намерно оставаат ова да се прави. Нели, бидејќи како што вели гледачот, они добиваат дозвола од ресорното министерство да работат како финансиски куќи, а за нивна контрола, пази, ја кога барам у банка кредит,
Абе, викам, добро ме знаеш дека сум ви го вратил тој претходниот. Јанко, вика, ти не знаеш, вика, ревизија, ово, она, не ги следат, те следат тебе, па ќе проверат се. А, на Јанко Илковски сте дали, за секого тоа па дали било реално тоа што го и така натаму, значи банките ги тресат од гаќи кому дале кредити. За овие нема ништо. Па просто човек тогаш да се помисли, чекај бе, овие да не штитат нешто? Ме разбирате? Вика, МВР, вика, не можеме да постапиме затоа што ЈО, јавното обвинителство, не дава дозвола ние да влеземе во тие. Па треба ли, екскузи моја, Ковачевски премиерот вака да изгори, па да ви текне за 5 минути ќе стигне судски налог да може да се влезе. Стварно сме граѓани од тој ред? Имаме гледач на линија? Да, Јанко, добро вечер. Добро вечер, повелете. Дали разбравте што е темата? Јас се кажам баш актуелна, жешка и нехумана ситуација со овие шеделници. Шурат. Не е тоа штедилница. Ја искуство со син. Добро, кажи што му направиле. Овака. Он се заговил 3-4-5 шеделници, негде од 500 до 1000 евра. Различно да си посите. И во една взел таков кредит од 250 денари на име на жена му. Со нејзина лична карта. Повтори, колку денари? 250 денари, 4000 евра. 4000 евра на... Да, тука на име на жена му. Сопругата негова. Добро. Сега. А она не вработена. Добро. Зима пари она за трето дете. Добро. Окей, голаме, не ги исполнува на условите, вика, у таа банка, у таа шедилите, не банка, не ги исполнува условите, законски не ги исполнува. Так. Ние и да се заговори да не може да плаќа она, Добро. не смееме за трето дете да држиме преку извршител. Златните мери. Трето дете, дотација. Ама тоа Груевски ни го направи. Златни беа тие времења. Па не знам, да. Добро, вика, и тачко ми е јак финансиер, вика, има и од ово, немаме проблем, што добро ситуиране. Добро. Едно 2-3 месеца не плати. Ко мене ми се јавот од таа штедилица? Вака. Па се погоди да ми биде познато човек од мене. Добро бе, господине, викам. Зошто сте му дали, викам, кредит? Платата му одеде на друг кредит. Сопругата негова не вработена, на трете дете не смеето социјално да запира за пари. Сега ми се обраќате мене. Зошто не ми се обраќате мене тогаш кога дошол човеков кај вас да ги подигне парите? Да ме прашате дали се согласувам или не се согласувам. Без црно на бело вие... Добар си, фино си им рекол. Нажи ми мајка. Што правиме сега, викам? Сега? Само дека ми беше, тоа е, ајде плаќам редовно, 6300 денари месечно. Тоа е тоа, многу лошо, значи, не само овие шеделници, дури и банките злоупотребуваат. Да. Затоа што порано за време на Југославија, смеја банките до 1/3 од платата, ако имаш кредит, не ти даваше друг кредит. Ако немаш никаков кредит, 1/3. И така беше во ред све. Меѓутоа сега, катастрофа до катастрофа, извршителите се утепаа од пари, од нива фонд, од овие штедилници исто така, а ако не плаќаш 2 месеца, дупло си пресметуваат. Значи, ако си зел 500 евра, молат да не платиш. Молат да не им платиш. Оти ако не им платиш, 10-кратно поише. Така. Треба да се разработи. Ти благодарам многу за јавувањето, баш ми е жал. Сега е расчистено све? Добро. Океј, одиме со следниот гледач. Ако го имаме на линија, предпоставам дека ќе имаме некого. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Јанко, да. Јас се гледам емисијава и стварно ова што се дешава во државава
ова не е држава, ова е ненормална држава. Ова у последниве 3-4 години што се дешава, тоа е хаос. Абе како може, како прво човекот оди у полиција, господине, ја немам кредит подигнато, ми дошли извршители од таа некоја си кеш кредит, ме малтретира дома. Треба полиција веднаш, стопански криминал, одиме директно у таа таа брж кредити, тие што ги викаат тие тамо, тоа се ликварски кредити. Господине, овој господин дали подигнал од вас кредит? Не. Па како го малтретирате бе? Ајде да му платите оштета 2-3 евра за вознемирување. Така се решава овдека бе. Што е ова лудница бе? Како може човек не подигнал кредит да земе? Па нема да го малтретираш бе. Шом си ти некој земал на друга лична карта кредит, ти си сноси банката одговорност, таа штедилница или што ли е. Не може така бе, Бојанко. Не може да ги малтретираат луѓето бе. Како може ова? Ова држава треба веднаш, ова емисија треба веднаш да ја слушне премиерот и веднаш да донесе некој си предлог закон тамо на влада, уште утре да се забрани тоа. Сите луѓе што им е направено ова веднаш да се ослободат и да им се плати оштета за повреда, за навреда бе. По 2-3 евра за вознемирување да им се плати бе. Човекот е оштетен, човекот е татко на дете со церебрална парализа. И парите ги земале, кредитот што го земале од колку 70.000 денари е закупување колечка за мобилност, нешто така или некои такви помагало што е, да не навлегувам во тоа, не е ни битно, конечно на крајот, и не е важно, и да не е тоа. И да не е, еве, да не биде сега сожалување ова она. Не е важно зашто е. Си земал, окей, и си го плаќаш, твое. Ама тоа е крадење на лични податоци. И пази сега, јавно обвинителство не постапува, полиција вика не можеме да влеземе, немаме налог. А што ти кажувам? Значи, али пази, во право си. Замисли син му на или некој близок роднина на премиерот вака да изгори. За 3 секунди ќе ги видиме на сите телевизии вака. Абе, кај може да го изгорат на него, не му треба кредити, него со... Добро да така е зборот. Добро, ало, полека, така е зборот. Се разбираме, така? Вака, може да го формулирам у кратки црти? Да, те молам, повели. Ова е лихварство со амин од државата. Апсолутно се согласувам. Е, така. Значи, се прави лихварство. Му дава кредит, еве, да речеме, зима кредит, му требало нешто, 500 евра, да речеме. И му треба на 35-ти, на 31-ви да плати ратата. Он закаснува. Дневна камата 1000 денари на 300.000, како 500 евра, тоа колко е? На 300. Дневна камата 1000 денари. Кај го има тоа дневна камата, бе? Немат не. Кој закон е тоа, бе? Значи, човек, комшија мој земал 500 евра и требал да плати на 31, не платил на 2, 3, му се јавуваат, вика, слушај, до денески имаш, вика, од ратата што треба да ја платиш за 2 дена плюс уште 2000 денари. Како би викаше 2000? Па ти не го прочита доле договора што ти пишува. Значи, секој дневно ти 1000 денари дневна камата. Тоа е лихварство, бе. Кај го има тоа, бе? И да се види тие што се кеш кредити, да се види у позатина кои се собственици, бе. Одма ќе се види што е работала. Не знам што да ти кажеш. Абе, не може. Као, например, сега што викаш ти, земал кредит на мене, ниту сум се појавил тамо, ниту сум барал кредит. Како бе може? Одма треба веднаш финансова полиција, тамо, дънк, да се отиде на... Господине, му дадавте ли на дечко лична карта? Му дадавте ли кредит? Не. Беше ли он подпишан? Не. Ама вика, еве лична карта. А кој ти ја донесе? Парај го ти, тој што ти ја доне личната карта. Не го малтретира човекот. Веднаш да му платиш оштета 2000 евра за вознемирување, претрпен стрес и друго. А добро сваќаш од сведоштвото дека, не знам дали си земал кредит, значи морав жена ми, ја еднаш пред 20 години земав кредит, значи жена ми мораше да биде присутна, бидејќи земам, нели? Не можам да земам ако нема согласност и неписмена согласност со лично присуство на сопругата, каде што уште еден представник од банката, банкарот, со лични карти, со важечки, со документ дека сме во брак, да ми го дадат кредитот. 10.000 евра кредит.
кој, фала Богу, го вратив. Замисли какви процедури. Замисли Знаеш ли- какви процедури. Абе, Кој си? после- Па имаш ли имот, ова, она, па колку имаш, па проценка на имот, па ова, па она, па што ќе ставиш под хипотека, па што нема, па чија плата, па 300 чуда. И затоа никогаш повеќе не земав кредит, ама тогаш ми беше, супругата беше бремена, бевме во драматично тешка ситуација, татко ми почина, мајка ми одраки, морав да влезам у таква ситуација. Не се, сакам само да кажам колку е тешко да добиеш кредит. Ова, ај што го даваат брзо и лесно, него кој ќе те злоупотреби, мислам, не ми е јасно како со ваква леснотија им дозволуваат, па уште и ни ги злоупотребуваат. Ај што ни ги даваат, него ги злоупотребуваат и не смееш да реагираш. Абе, нонсенс. Стварно е ова Јако, лудило. Знаеш ли која е друга лихварска фирма најголема во државата? Не? Сега ќе ти кажам. Значи се вика EOS Matrix. Еден наш бизнисмен од Македонија отишол во Аустрија, на Чичко на војна регистрирал фирма Аустрија за изнуда и тука, што прави таа EOS Matrix фирма? Оди по банките каде што има луѓе заглавени. Тој кошта 30.000, тој 50.000, ги откупува. Слушај, јас ќе ви дадам 250, дајте ми го кредитот. Он го зима. Добро. И он почнува да ти прави рекет. Ти се јавува, господине, дојди вамо, те малтретира дома, ти доаѓа на врата, ти носат писма, ти одиш тамо, 500.000 да вратиш. Таа EOS Matrix фирма се наоѓа во градски стадион. И таа фирма е со аманет на државата. А таа фирма се знаат сите во цела Македонија, знаат кој е позадина, на кој е газда на таа EOS Matrix. Македонец е, а регистрирал фирма во Аустрија тамо на Чичко на Здина и сега што прави? Оди по банки, не сите луѓе што имат заглавено со кредити, дали од не дај Боже, дали од починал некој или не знам што. Жирант, има жирант. Жирантот дојде вамо ти та, ги откупуваат кредитите и држеме ако тамо 500.000 должи, 250, ама он вамо ќе ти земе милион. Он има право да ти наплати дополнителна камата надвор од условите што си ги имал? Абе, камата на камата, бе, Јанко. Тоа е, нека проверат сите. Значи, таа фирма се бави со тоа. И уште нешто. Завчера ми се јавува закасни со струја. Господине, вие должите сметка една за струја, ама знаете, вие ако не платите, викам, вие од ЕВН сте? Не, вика. Ние сме кол-центар. Кој кол-центар? Па од EOS Matrix. Па што сте вие, да рекетари или ќе ми претите на мене ако не платам струја? Еј, човече, Чекај, се извинувам. пари на таа фирмата. Прашање. Колку месеци беше долгот? Струја. Колку месеци беше Ова долгот? држава, ова не е држава, бе. Се Ова не извинувам. Не го стишува. знае да земе да стап. Ма како 27 треба све на клочи да се истера тоа? Океј, смирите се, ве молам. Не може више да се стресам, Полека срамота малце. вака бе што се Се прави. извинувам. Се извинувам. Прашање. Кажи. Колку месеци беше долгот? Не сумата, туку колку месеци беше доснењето? За струја? Да. 2 месеци. За 2 месеци они... Да, и требаше да стигне трета сметка. Значи не беше стигнат. Така, И за тој заостана... Добро. Прашање, смири се, те разбирам. Дали се работеше за поголема сума? Не, бре, Јанко, значи двете сметки не надминува над 9.000 денари. Значи, не надминува на 9.000. И ми се јавија неодевана, некоја приватна фирма за да ме известа дека должам, ако не, и кај, вика, EOS Matrix. Чекај бе, викам, вие не ли верите за кредитот? Каде сега за Евана за да Чекај, ова е многу интересно. Кој должи струја? Ова е многу интересно. Како фирмите како што се Евана, водовод и канализација, не знам, овие што се провајдери и што ги даваат тие долгови на трети, го имаат, добро, на Телеком, нели, го имаат твојот број, ама Телеком обично не ти пушта Матрикс. Како па Евана го има твојот телефонски број? И па, ајде, кажи ми како, ми се јавија на телефон, господине, вака и вака, вика, вие должите сметка за струја. Викам, кои сте ви, од Евана ли сте? Не, вика, ние сме фирма која што известуваме, работиме за Евана. Ете како крадат пари од државата. Од Евана фирма си направил некој тамо, тендерче, ќе јавувам на телефон и ќе си зимам пари.
Абе, од секој чоше само крадат, то невидено нешто. Инаку, Не знам што да кажам. моите колеги од режија ми напишаа, викаат, системот дека е, ако должиш 3 сметки, те бараат, а на 4-та ти ја исклучуваат струјата. Не, ако должиш и 2 сметки ја надминува над 10.000 денари, ти доаѓаат и ти се јавуваат. Значи, до 10.000 денари, 2 сметки ако должиш, не треба да ти се јават. Јас сум прав, пашав во Ево на Бев. Вика ти, што ти се јавиле, вика ти должиш 6.000 денари. Значи, над 10.000 да имаш една сметка 10.000 ки ти се јават. Значи, испод 10.000 да имаш 3 сметки, нема да ти се јават. Третата сметка што ќе добиеш, одма ќе ти се јават. Абе, што да ти кажам? Океј, Ова благодарам не е за држава, ја не знам што да јавувањето. правам. Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Ало? Ало, добро вечер, Потивко во слушалката режија. Ве молам, бидејќи ми е убаво во уво, секој е гласно, сериозни проблеми. Се извинувам. Благодарам, бидете само повнимателни. Добро вечер, почитувана гледачке, ве слушам, повелете во програма сте. Добро вечер, почитуван Јанко. Да. Господ нека ни е напомош на сите нас во Македонија и на тие што земале кредити и на тие што ги враќаат и на тие што може би никогаш нема и да ги вратат, ако даде Господ. Сите се пожали, јас ги слутав нашите граѓани од нашата убава Македонија. Јас би сакала да ја пофалам нашата почитувана полиција. Фала Богу, конечно, после многу години, аз сум патник, секој ден патувам со автобус на работа, на секој пола метро од мојата населба, цел центар, и цел Скопје има по 20 полицајци, кои што ги регулираат пешаците, од каде поминуваат, дали поминуваат правилно по пешачка патека или одат, скокаат како, ајде да не ги навредам, да не им ставам имиња на животни, и да ги поздравам со казните кои што ги даваат на лице место. Дали сум во програма? Да, во програма сте. Да, значи, голема почит кон нашиот Оливер Спасовски, што им даде работа на полицајците да го заштитат човечкиот живот. Добро. Бидејќи сведоци сме сите, Така е. слушатели сме сите, колку деца Благодарам. отида, колку млади луѓе отида, и најтрагичната онаа собрекајка што јас ја видов сите, Така е е. мостот Гоце Делчев, кога загина 70 и некој годишен старец, Така е. кој што мислам дека е последната собрекајка, Добро. и повторно кажувам, Да. едно големо благодарам до полицијата, која што нас, лично јас како пешак, некогаш не можам да дојдам до пешачкиот премин, па морам да вртам на полна линија за да дојдам до Гудската станица, ни даде почит кон себе како да си го сочуваме животот. И на возачите, кои што некои умни, некои неумни, Одлично. возат со брзини. Ви благодарам Такви многу вакви. за јавувањето. Сепак жалам што не ја следите емисијата. Нели, го разбирам вашиот порив, ова е отворена емисија, може и за тоа да се јавите. Секако голема почити за полицијата што не реагира за ова ограбување на граѓаните. Сообраќајната полиција се супер. Полицајците се супер и голема поддршка за нив, они се на терен, си работат по наредба. Инаку господинот Спасовски ништо ново не измислил ни топла вода, туку господинот Спасовски конечно се сети дека мора да се спроведе законот во сообраќајот, што е наша трагедија. Овој закон ние го имаме од 45-та година, но ниедна полиција не го спроведуваше. Господинот Спасовски од 2017 е на власт во оваа земја, а во 2022 се сети дека требаше да го спроведе. Откако испогинаа толку многу луѓе. И ја многу му благодарам, се придружувам до честитките и нели и фала на сите оние жртви кои го инспирираа да конечно го спроведе ова. Одиме со следниот. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Сега да ви кажам па ја една друга историја.
На дали е бадник, баш на 6 бадник беше тоа. За Ни темава? се јавува една женска кај машми. Дали е на темава за превара за финансиски... Не, исто за ова се работеваа тема слична. Добро, слично. Српски разговара и ми вика, вие сте изгубили, вика, 7.000 евра у коверт, вика, да дојдете да си ги земете. Маш ме вика, не сум изгубил, вика. Не, ваши се од кај го нашла на маш ми бројот? Вика, ваши се упорно. Да дојдете да си ги подигнете пари. И маш ми зашо и рече. Вика, одете, вика, у полиција, оставите ги парите, вика, оттамо јас си ги подигнам. Не смеам, вика, у полиција да јавам. Ми е страв да идам у полиција, вие да дојдете да се договореме, вика, да ти ги дадам парите. 7.000 евра. И после маш ми му текна, вика, ја не сум од тука, од кај сте, од Гостивар, вика, не можам да дојдам, вика, јас да ги земам, оставите ги у полиција. Не смеам у полиција, нема потреба полиција да дознае. И сега ние не знам што е работела. Па најверојатно дека е некоја заљубена во вашиот сопруг, па сакала... нема врска со тоа, не знам. Господјо, ова емисија се вика Јади бурек. Значи несериозна може да биде, така да... Знам. Так. Го имате телефон? Знам да ние секоја вечер со машми, секоја вечер гледаме. Одлично. Мора да имате некој шармантен маж, мора некоја таа го видела на плажа, у спидо, рекла... Јанко, ние сме стари, не... Што сте стари? Па и Берлускони е стари, и Доналд Трамп е стар, па вриштат жени по него. Не си го подценувај мажето! Ама тоа... Вака сега да ве прашам, дали вие телефонот... Не, тие далеко тие работи. Ало, дали вие... слушам. Дали телефонот од кој ви се јави, пријавивте во полиција? Не пријавивме, не. Па сте направиле исто прекршок, како сте сметале дека било најверојатно можеби нели да го ограби некој или нешто закана или слично. Подобро е да го пријавиш, нека стои така. Не ве слушам малку погласно, ако Добро, може. благодарам за јавувањето. Немам ја да попуштам ништо тука. По телефон разговараме. Фала, пријатно. Значи, таков сомнителен, мојот совет беше, такво нешто сомнително, ако сте имале сомнеш, само сте требале да пријавите. Отидеш до полиција, направи си пријава и нека стои тоа. Утре не знаеш што ќе биде. Сваќаш? Слушам некој ехо од мојот глас, негде е пуштен телевизор. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Во врска со ова кредитиве брзи и тоа, не би сакала за тоа да дискутирам многу. Ама ја би сакал за тоа е темата. Да, во ред. Меѓутоа, за банкарскиот сектор би сакала да кажам нешто. Ајде, повелете. Значи, кога ги правевме трансакцијските сметки, никој не прашаше дали ги сакаме така, или ги отворива по дефолт. Ве слушам. Да, во почетокот, значи ни дадоа картички за дебитни плати да снимаме, немаше никаква провизија. Како одминува времето? 5 денари за проверка на состојба. На шалтер подигање, провизија. Провизија за водење на трансакцијска сметка. А што е најстрашно, ни дадоа и кредитни картички. Кредитните картички треба да ги платиш примерно до 2 до 5 во месецот. Ако не ги платиш, значи ако не ја уплатиш ратата, на 6, ако требало на 5, на 6 веќе ти зима банката пак провизија некоја од 50 денари. Така е. Зошто? За ненавремена уплата. Така е. Па дали е тоа нормално? Ја да ви кажам, добив кредитна... Занемарливи пари за некого 50 денари, 30, 20... Да, во право сте. Меѓутоа, кога ќе ги ставите сите тие на хартија, тоа е претерано голема пара. И на крајот, да заокружам, сега да влезеш во банка, добар ден да кажеш, ти наплатуваат некаква си провизија. Мислам, а за тоа никој ништо не говори. Значи, прекјутно, народот си ја припаќа состојбата таква каква што е. Дали не сум во право? Не, во право сте, бидејќи едноставно, ако се сеќавате, ние 2 години бевме во ковид криза, каде што ни бизнис ништо, каде што ви пропаднаа бизниси, каде што народот на улица, каде што стотици илјади останаа без работа и никому ништо, нели? Но банките профитираа.
Дебело. Како профитира, човече? Како профитира? Значи, сите кредити си ги наплаќа. Има еден период, едно 5 месеци дадоа, еве гратис, као не плаќајте, а бизнисот не мрдна, дури сега нешто малце подмрдно е. Луѓево се у катастрофа. Миленичиња се на државата. На запад се остава банката, ке си работи, а ако преживее, ако не има банкрот. И затоа западот е толку богат. Оти постои банкрот, постои твој личен банкрот, немам ништо, губиш све, нели? Ама и банка може да изгуби. Овдека не е фер. Ти можеш се да изгубиш, али банка не смее ништо да изгуби. Не. А дали некој тоа треба да го покрене од населението, од народот? Не може. Верувајте ми, тоа е како накриво насадено дрво. Тоа е толку извитоперено и ти сега викаш како сега да го исправиме. Нема исправување. Добро. За жал, не сум оптимиста дека единствено нема шанси. Не гледам никакви шанси. Не гледам. Добро. Тоа ми беше целта. Не, добра ви е поентава, ви благодарам. Мене ми е само жал што не се јави ниту еден друг кој можеби и не гледал, можеби и нема толку, но во секој случај деновиве исто така ќе присоберам материјали, некој ќе биде инспириран, обично такви луѓе. Гледате, и самиот овој гледач немаше храброст. Се извинувам, не е храбро. Едноставно трема, не секој може да се јави и да збори во живо, и има луѓе што им е проблем. Па, добро, но во секој случај неговиот јавување, гледате каков тригер направи. Те за сметки, те за реке, те за утеривачи на долгови. Мислам, ужасно тензично за живење. Мислам, човече, да не можеш да се опуштиш малце, да дишеш слободно како човек, а државата да те праша, ти треба ли уште нешто, да ти е поубаво. Ние сме слуги на државата, не државата да ни е слуга. Човече, неверојатно. И она најдебилна изјава, кретенска, тоа е најантичовечка изјава на Кенеди. Како викаше, не праши што државата Америка може да направи за тебе, туку ти што можеш да направиш за Америка. Молам! Па и исто ми го зборат, не праши што Македонија може да направи за тебе, туку ти што можеш да направиш за Македонија. Знаеш, ќе ме прашаш тоа кога Македонија е во опасност воена, како што иделе нашите предци и гинеле. Тоа го направиле моите предци, за да ја живеам комотно и да имам држава. А државата сега треба да ме праша, што ти треба, Златен? Како да ти направам да ти е поубаво? Но државата не име гајле и бегаат. И сега ќе идеме у друга тема. Кај се бе кондурите што ги стававте пред влада, колку си отишле? Се врати еден да си ги земе кондурите. Никој жив не се врати. Качи притисок. Да видите што ден е денеска. Тргни го... ке намалам ја. Денеска е вторник, 22 февруари 2022 година, и во исто време ова е и палиндром и амбиграм. Што значи тоа? Дека ако го читате ова од лево на десно е истата бројка, истото ви го дава, па дури и ако го превртите наопачки. А може би требаше во 20 часот и 22 минути исто така, а ќе се поклопи, ќе го имате уште еден цагер после 22 часот, што се вика ултра дигитален цагер ќе ви биде. Еве ви едно. Ајде, толку беше од темата. Може уште едно јавување и завршуваме со ова. Доволно беше. Работиме без пауза. Мислам дека убаво се разбравме. Во се во ова, јака ни душа. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Вака ги слушам сите граѓани и се согласувам со нив дека стварно овие банкарски ликвари прават катастрофални работи кои што не им доликуваат. Меѓутоа системот, господо, овој систем повеќе партиски тоа носи.
Ние не го сакаме системот на комунистичка Југославија, имаше ред и дисциплина во банки и се. Да го оставиме, умре тој систем. Да навлеземе на темата болна која што ја говорат граѓани. Јас се согласувам од каде никна тие канцеларии за брзи кредити. Зар Народна банка не гледат што значи да отвориш една канцеларија за брз кредит? Тоа се рекетарски банки кои што рекетираат луѓе милом и силом. А покрај тоа нивните конкуренти, односно банкиве, како што е сите банки кои што се регистрирани, кои што работаат по ПС во Македонија, кој не може да каже дека Стопанска банка работи на тој начин или другите комерцијална, Халк банка и другиве банки работаат на тој. Не е тачно. Сите си работаат за да земеш еден кредит во една банка. Прво треба да бидеш кредитно способен. Треба да донесеш лична карта, да жирант, зависно од каков кредит земате. Меѓутоа, тука во овие банки, брзи, голубарчи, како некој голубарник што ги отвориле во Република Македонија, нека слуша јавноста дека тоа се преваранти од аспект на политиката. Ние каква политика имаме, такви имаме и сите врзлами кои ги прават. Тоа е огромен криминал кој што сакаат на брзина да дојдат до некој профит. Затоа свесни нека бидат, нека не се упатуваат тамо, а дали има орган тоа да го затвори. Нека не слушаат, нека имаат добар слух ние граѓаните што им даваме повод да одработат и Народна банка и сите тие инспектори за тој криминал што го прават. Толку имам. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Имаме уште еден гледач кој исто така долго чека, ќе го пуштиме секако слободно да се доискаже и тој. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, слушаме. Видете, околу темата е кажано све може да се рече. Меѓутоа сакам јас тој што го пофали Спасовски и полицајците што ги пофали, наверојатно беше полицаец. Али Господја беше. Човек Господја беше. 4 сатот после пладне од 8 септември до Момин поток, тука не може да пројде ни еден сат цел со возило да појде. Полицаец нема ни еден, во раскрсница кај што има само за една лента престројување, се простројуваат по 2 колони. И полицаец да има, јас лично сум видел, ќе го изградеше полицаецот се престројува погрешно, значи во 2 ленти се престројува, значи воопшто нема никаква контрола од полицијата. Тој што го пофали Спасовски, тој наверојатно беше и полицаец. Толку има да кажам. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Господја се јави, дама, и го пофали Спасовски од аспект дека го спроведува законот за сообраќајот, затоа што имавме многу сообраќајни несреќи и тоа е во ред и беше на место низиното јавување. Мојата замерка беше што тој закон постои од многу поодамна, не измисли Спасовски нов закон, туку конечно после многу жртви се сети да го спроведе и да ја даде наредба на полицијата да го прави она што е по закон должна да го прави. Што е од една страна и добро, а од друга страна и трагедија. Па сега вие пресудете си сами. Благодарам за вашето учество во емисијата. Му благодарам и на господинот Зоран со неговата изјава која вечерва 2 пати ја пуштивме за тие брзи кредити и тоа што му се случило. Многу ми е жал поради тоа и многу ми е жал на сите вас. Не се согласувам, знаете, има луѓе кои ти е крив што си земал. Знаете, денеска ситуацијата е таква во животот, на таков раб сме доведени да мораме да влеземе во такви работи, понекогаш и едноставно, знаете, ја прв би ви искритикувал, но не можам затоа што знам дека јас пред 20 години пред 5-16 години се најдов во слична ситуација каде што кровот од куќата ми беше срушен, сопругата бремена и морав да преземам
итно мерки да го тоа санирам и така натаму, сето тоа водеше една, друга, трета работа, морав да земам кредит. За тој кредит да го земам крв проплакав, а исто така и да го вратам. Така што, нели, во тие ситуации сваќаш дека никој нема да ти помогне, никој нема да ти позајми пари и човек нема друг избор освен да се обрати на ваква институција. Тоа се ризиците кои ние мораме да ги преземеме во живот и која ќе го преземеме ризикот, од нас бараме државата само да ги дозволи фер условите која ќе дојдеме. И која ќе дојдеме во ситуација да заглавиме, да не можеме да ги вратиме, да постојат хумани и фер односи. Значи, бидете, нека ви е јасно, нигде во светот нема бесплатен ручек. Значи, кај да земете кредит, ако не го вратите, готови сте, луѓе. Готови сте, нема спас, тоа е тоа. Но, ако постои можност, некој исчекор, почекување и така натаму, јасно е дека некој го злоупотребува тоа. Но мора да постои малце поголема внимателност од страна на државата. Особено што ја не зборам рата, не си вратил, втора, трета, проблем е. И стварно не можам, што, мислам, тоа е тоа. Виша сила и така натаму. Но некој да земе кредит на твое име, некој да земе пари, нити си земал кредит, нити ништо. Значи си земал, не знам, 500 евра кредит, си го вратил и одеднаш ти стига уште нов кредит. Како бе, немам ја кредит? Не, имаш кредит, си купил тоа и тоа. Бе, не сум купил, иде, нема. Пријавуваш полиција и не те покриваат. Ова е хорор, ова е страшно. Ова е човек да го натера да се буди у 3 сабајле препотен, што го очекува наредниот ден. Секое звонење на телефон, секој мејл, секое тропање на врата е хорор. Ништо добро не очекуваме. Не очекуваме дека комшиката дошла на кафе или дошол пријателот да те види како си. Или некој утеривач, некој стар долг, некој денар ти останал за неплатена сметка за вода, па тоа идело по едни, по други, па некој ти го откупил долгот, па ти шибнал своја камата и доаѓаш и за 24 сата си на улица. Да, тоа е реалноста и државата не те штити тебе, ги штити нив. Сведоштвото на овој човек кажува дека полицијата не може да оти да ги провери, затоа што јавното обвинителство не дало налог за да се проведе очигледен криминал. Господ нека ни е на помош на сите нас. Бидете ми живи и здрави. Оно што само на крај сакам да го кажам, поздрав до диаспората. Сигналот на телевизија Сонце е достапен на повеќе кабелски оператори ширум светот. Може да се гледа на Адрија Телеком, а диаспората во Европа, Америка, Канада и Австралија може да не гледа на Нет ТВ+. Ова е Нет ТВ+. Значи, предпоставам дека овдека и цел Балкан, па во сите овие пакети сме исклучени. Ја не можев да го најдам точниото на каде сме, но вела дека има тука кои све не сум и така натаму. На еве телевизијата наша се наоѓа во овие пакети, еве таму не знам колку е, предпоставам дека има некоја сума, а Адрија Телеком може да се гледа и на Адрија Телеком, иако не го отворив тоа да го видам, баш да видам што е тоа Адрија Телеком. Адрија Телеком, почетна страна, красно. Одма ćemo to vidjeti, šta je ovo, o nama, IPTV, da, pa dobro, to je sve tot, onije boksovi za IPTV, znači imame Net TV Plus se naoѓаме i na Aдрија Телеком, pa еве за сите оние кои се во Македонија и надвор од Македонија, претежно надвор од Македонија, еве како можат да ја следат и нашата програма.
а тука добиваат уште куп работи. Појма немам, но ја добив како информација, не сум успеал се уште да ја разгледам баш убаво што све има во понудите. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е донесо одлука за изборен процес. Голем процент Црвеновски на Република Македонија. Се разгледаше Ја мислам сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, но ќе ти дојде да си купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш 5 си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интисектор. Андроид 10. Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што од страна. Тие што прележеле веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се отказвам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сакам да уште поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книжа да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини.
Dobro, еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Затоа што мајка му чисти, пере, готва, татко му само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе, што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, вика. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш така. Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Само си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми каза? Какво ја за те? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те викам. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече трите аверел сум јас, не глупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си дојдеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Има још една Здраво и тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Нека не ќе